Добар и убав ден, драги мои, и добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а на денешното мени имаме вистински специјалитет. Вела дека свинското ребро е навистина многу вкусно и многу од нас го почитуваат и сакаат да го јадат, спремено на многу различни начини. Јас денеска ќе сготвам телешко ребро со варен па пржен зеленчук на путер и ќе направам многу интересен гарнир со просо и со синап. Едноставно, лесно и вкусно. И затоа гледајте не, јас веднаш почнувам. Едно од моите најомилени парчиња месо е свинското ребро. Меѓутоа, денеска имам телешко ребро и ќе го сготвам многу едноставно, многу лесно. Ќе го оставам само 4 до 5 часа на 100 целзиусови степени во рерна, полека да се готви. А од кога ќе се сготви, ќе го извадам, ќе појачам температурата на 160 или 180 во зависност од тоа како вас ви пече рерната и ќе ги ставам само да се потпечат. Ќе направам убав гарнир со компир, кромит, целер и морков и ќе направам некој убав сос од маснотијата што ќе ја пуштат ребрата. Што треба да направиме? Прво, треба да отидеме во првата месарница и на месарот да му кажеме да ни извади убаво јунешко или телешко ребро, најдобро телешко, и да го исече на коцки. Истото тоа треба да го ставиме во плех во кој што ќе го печеме и секогаш со коската надоле. Ќе ги зачиниме со сол, ќе додадеме црн бибер, рузмарин и малце сенф. Многу едноставно. Долгата обработка на ниска температура ќе направи ова месо да биде вистински деликатес. Значи, нигде не брзаме, него буквално уживаме и почитуваме правила. Што значи тоа? Можете денеска вечер да го ставите во рерна на 100 степени, а утре сабајле да го извадите, додека спремате се друго, потоа уклучете рерната кој што ви кажав и убаво испечете го. Сега, хајде полека да почнеме со сол. Видете шубаво. Така треба да биде соленко. Сега ќе додадеме бибер. Отлично. Ќе додадеме масло. И сега секое парче ќе го измасираме буквално и коската секогаш да биде на долната страна. Шубаво ќе биде ова. Многу е интересно ова парче месо затоа што навистина е многу шарено, со маснотија и со протеин, исто како и свинското ребро, само што неговата структура е друга и бара подолга обработка. Меѓутоа, крајот го краси делото. Ако го направиме полека и тивко, ќе биде одлично. Дури во професионалните кујни, ваквите парчиња месо на 90 или на 80 целзиусови степени ги обработуваат и по 16 часа. Тоа е путер која се јаде. Па кога ќе го потпечат, луѓе мои, вистинско задоволство. На секое парче ќе ставиме по малце сенф. И ќе ги премачкаме. Ова ќе биде навистина многу вкусно. На крај, измеѓу ќе додадам и гранчиња рузмарин кои ќе го надополнат вкусот на ова месо. Говедското месо има појака и поцврста структура од свинското и затоа секогаш е потребно и подолго време да го обработиме. Убаво измисирајте го и наредете го едно до друго. Зеленчукот прво ќе го сварам, а потоа ќе го потпечам со зачини во рерна. Ова ќе биде одлично навистина. Уште сега го замислувам испечено. Готово. Примата за телешкото ребро е толку. Сега веднаш ќе ги ставам во рерна на 100 степени, најмалце 5 часа.
Ја сега ќе оставам компирот да се свари. Во водата ќе додадам сол. Сега за многу кратко време ќе го извадам и месото, меѓутоа ајде да го средиме прво зеленчукот. Ќе го ставиме прво компирот и морковот, а сите останати зеленчуци ќе ги додадам подоцна и све заедно ќе испржам на путер да биде уште повкусно. Во едно мало тенџерче ќе додадам околу пола литро вода и ќе сварам просо кој ќе биде подлога. Во него ќе додадам малце семки од жолт синап. Не знам дали знаете, од синапот се прави семфот во комбинација жолт и темен синап, ферментација многу долга, вода, оцет, сол и шекер. Многу интересно, така настанува семфот кога ќе ферментираат сите тие зрна синап, се меле, се блендира и добиваме, нели, одличен семф. Морковот ќе го додадам. И од истата вода ќе додадеме и во просото. Кромидот ќе го исечкам само вака на четвртинки и него ќе го додадам. Сол има, ќе додадам неколку лукчиња. И сега ќе измерам половина литро вода, врела. Уште побаво е ако откако се свари зеленчукот ставиме од течноста, тоа ќе биде прав бујон. Меѓутоа може и вака. Одлично. Сега ова ќе го ставиме на оган убаво да зоврие. Сол има, тоа значи дека нема да додаваме. Меѓутоа во водата, за просто да биде уште повкусно, ќе додадам малце сецкано лукче. Додадам малце бибер. И ќе додадам неколку парченца ситно исецкан целер. Ова дополнително ќе го збогати бујонот и просото со синапот ќе бидат навистина многу вкусни. И морско оревче. Меѓутоа само малце, тој има тежок мирис, така да внимавајте. Сега ќе го ставиме внатре просото и синапот и полека ќе оставиме сето тоа убаво да се свари 10-12 минути, се сосема доволно. Откако ќе се свари, поклопете го и оставете го така. Тоа ќе ја прими целата течност и ќе биде одлично сварено. Брокулата ќе ја додадеме покасно, а вака парчиња целер можеме и сега да додадеме. Каков бујон се прави од ово одлично, меѓутоа кога зеленчукот ќе се обари, ќе се свари, кога ќе го испржам на путер, ќе има идеална структура и ќе биде навистина многу вкусно. Месото после 4-5 часа на ниска температура треба да биде идеално испечено, меко и вкусно. За јадење не смееме да се малтретираме додека јадеме, треба вистински да уживаме. Одлично. Ау, луѓе. Колку добро. Одлично. Сега, од маснотијата што ја има испуштено ова месо, ќе направиме одличен сос. Видете, коските се двојат. Тоа е тоа. Камерата може да запази. Многу жешко. Погледнете како излегува коската. За мерак. Тоа значи дека во ова месо навистина ќе уживаме додека го јадеме. Спремете се, одете во првата месарница и побарајте телешко ребро. Сгответе го вака затоа што ова е навистина нешто многу вкусно. Ја не можам да издржам да не пробам. Значи многу трпение
и на крај добиваме добар резултат, што значи добро сготвено месо. Сега од кога ќе го извадам целото месо, плехот ќе го вратам назад во рерната, за да ја одржува температурата, меѓутоа ќе ја намалам на 80 овој пат. Нема да биде на 100, додека друго биде готово, месото ќе си биде во рерна. Сега, тука имаме и доста маснотија. Сега многу внимателно со црпалка извадете го вишокот на маснотија. Одлично. И целиот сос додајте го внатре. Додајте малце бело вино и оставете го полека да си крчка. На крај ќе го згуснеме. Многу едноставно ќе ви покажам како. Еве и просото е скоро готово. Да видиме зеленчукот. Треба уште време. Овдека можеме да додадеме и една лажица или две црпалки вода од бујонот, дополнителен вкус да му дадеме и на сосот. За сосот да биде убав и густ, ќе додадам малце скробно брашно или нишесте. Ќе го разредам во ладна вода. Секогаш разредувајте го во ладна вода за да не се стегне и да не се направат топчиња. И додајте го во сосот. Измешајте убаво и оставете да прокрчка. Просото е готово, зеленчукот е скоро готов. Сега во друг сад ќе додадам футер да се растопи и малце масло. Ова ќе биде одличен додаток на месото како гарнир плюс просото. Ќе испадне навистина многу вкусно. Сега ќе направам
и еден кисел сос со таан со тахини. Дополнително ќе го додадам во зеленчукот за дополнителен вкус. Еве го целиот зеленчук е тука. Сега ќе додадам уште малце сол. Мора да биде солено, меѓутоа секогаш внимавајте колку сол додавате. И сега таан, лимон и мешаме. Сега таанот ќе треба да се згусне, да промени структурата. И од која ќе промени структурата, во него ќе додадеме топла вода од бујонот кај што се вареше зеленчукот. Малце сол. И малце топла вода, тоест бујон. И мешете се додека не добиете убава елегантна смеса, без топчиња во нејзе, без грудчиња. Супер. Многу вкусно. Сега ќе оставиме сето тоа убаво да си проврие, да прими зеленчукот од путерот и нема многу да го пржиме. Сакам да биде баш така како обарен, како варен. Замерак. Сега ќе го извадам и месото, затоа што сме веќе при крај. Сега ние све готово. Овде ја ставив и брокулата и таа е готова и сега почуваме, како што ви кажав, со просото. Отлично, сосема доволно. Додадам од сосот малце. Зеленчукот ќе додадам Макдонос. Ќе го додадам и сосот со таан и лимон. Дополнителна свежина. Погледнете оваа убавина. Сега од озгора ќе додадам од парчињата месо. И брокула на крај. Само да ја извадам да се исцеди малце. Брокулата ќе ја посолам. Ставајте ги со секоска парчињата од реброто, затоа што коската многу лесно излегува од месото дивко готвено, вистинско задоволство и да се сготви, а уште поголемо кога ќе се јаде. Уште едно парче и доволно е и уживајте бескрајно.
Сега густината на сосот е исто така идеална. Ставам на секаде да го има, затоа што дополнителен вкус дава секогаш, а плюс и овој сос е направен од самото месо. Дадеме свеж Макдонос од озгора и една ваква фамилиарна порција, која ќе ја ставите на маса, верувајте дека сите вистински ќе уживате, затоа што овде е вложено на вистина многу љубов, многу енергија, голема желба и многу внимание она што е најмногу потребно. На почетокот на емисијата ви ветив дека ќе направам телешко ребро со цело задоволство, тивко готвено, 5 часа. Вистинско задоволство е да се направи едно такво убаво и вкусно ребро, затоа што на вистина беше перфекција. Гарнирот, просото со синапот, едноставно, вкусно. Направете и нема да зажалите. Посетете и нашата веб продавница 4сезони.мк и одберете се што вам ви недостига дома за да бидете виртуоз во вашата кујна и секако да готвите здрава и вкусна храна. Голем поздрав и до моите пријатели од Специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова. Имајте пријатна вечер.